Драги ученици, добар ден! Јас сум Виолета Станоевска, наставник по македонски јазик и литература во Средното гимназиско училиште Панче Арсовски во Скопје. За денешната училница ви подготвив презентација за Џовани Бокачо и неговото најзначајно дело Декамерон. Џовани Бокачо бил поет, уметник, научник, филолог. Тој е творец на новелата и на италијанскиот прозен расказ. Бокачо е виден представник на раната ренесанса во западноевропската литература, а како поет и мислител се формирал под влијание на Данте и Петрарка. Роден е во Париз во 1313 година, но по потекло бил од Фиренца. Неговиот прв учител, Џовани Мацуоли, му ја всадил љубовта кон делата на Данте. Бокачо не покажал интерес да стане трговец, ниту пак интерес да го изучува канонското право и да стане каноник. Него повеќе го привлекувале делата на античките писатели и почнал да ги проучува. На 14 годишна возраст тој заминал за Неапол, каде ги поминал и најубавите младешки години. Во овој период Бокачо се запознал со вонебрачната ќерка на кралот, во која и се заљубил, а која подоцна ја опишал и во своите дела под името Фијамата. Последните години од животот тој ги поминал во проучување на животот и делото на Данте Алигиери. Џовани Бокачо починал во 1375 година во Чертаут. Творештвото на Џовани Бокачо ја покажува предноста на неговиот раскажувачки талент. Негови најзначајни дела се Филоколо, Илистрато, Љубовна визија, расказот со автобиографски карактер Фијамата, за генеалогијата на боговите, како и делото за знаменитите жени. Сепак, најзначајно дело на Џовани Бокачо е делото Декамерон, кој што во превод на италијански јазик значи 10 дена. Ова дело Бокачо го пишувал во периодот од 1352 година до 1354 година. Со ова дело тој станува основоположник на италијанската уметничка проза. Тој всушност ја усовршил новелата како литературен род. Композицијски делото Декамерон се состои од 100 новели. Тоа всушност представува заокружена збирка раскази што авторот го постигнал со воведниот дел, односно со уводната новела. Имено, за време на големата чума во Фиренца, група млади луѓе, составена од 7 девојки и 3 момчиња, се засолниле во една куќа надвор од градот. За да не им биде здодовно, за секој ден тие определувале крал или кралица кој ќе кажува што да прават. Во текот на тие 10 дена, сите десетмина секој ден раскажуваат по еден расказ на определена тема. Па затоа оваа збирка содржи вкупно 100 новели. Во Декамерон се прикажани многу настави, ликови и случки. Тука се прикажани ликови, представници на различни класи, сталежи и професии во општеството. Освен според деновите, како што ја направил поделбата самиот Бокачо, новелите можеме да ги поделиме и во неколку тематски групи. Па така,
Првата група ја сочинуваат куси новели во кои се раскажува за некоја остроумна изрека која на јунакот му помага да се извлече во тешка и непријатна ситуација. Втората група ја сочинуваат новели во кои се третираат големи добродетелства. Бони се застапени дарежливоста, великодушноста и безрезервната љубов. Третата група пак ја сочинуваат новели во кои се раскажува за чудните пресврти на судбината, како и за превртливоста на среќата. Декамерон е дело со антиклерикален карактер, бидејќи неговата сатира е насочена против лажната чистота на свештениците. Во неговите дела тој ги разоткрива и разобличува ниските нагони, како што се лакомоста, нечесноста, како и нискиот морал на свештениците, калугерите и калугерките, кои ја користат и злоупотребуваат религиозноста и суеверието на неукиот народ. Бокача ги разобличил свештениците. Тој ја разоткрил нивната лажна светост и религиозно лицемерство. Им се подсмевал на монасите, за кои велел дека се недокастрени примитивци, кои проповедаат чистота и воздржаност на телесната љубов, а од друга страна живеат развратно. Декамерон е дело кое носи една голема етичка порака, величајќи се што е човечко, спонтано и природно. Затоа, со право можеме да кажеме дека Джовани Бокаччо е творец на новиот стил во италијанската уметничка проза, кој е реалистичен и се темели врз живиот и богат јазик на фирентинското говорно подрачје. Тоа беше се за денешниот час на Училница. Ви благодарам на вниманието. До гледање.